Агенцијата за поттикнување на земјоделството и руралниот развој во последните месец-два е фокусирана на обезбедување поддршка на земјоделците околу аплицирањето по програмски проекти на ресорното министерство и владата за поддршка на агросекторот. Почнувајќи од август, активностите беа насочени околу двата огласа во делот на подигнување овошни и лозови насади, кој предизвика забележителен интерес. Огласите кои што беа објавени, кои што имаше неколку видови на огласи, на кои што земјоделците можеа да конкурират по различни основи. Да кажеме најпрво дека во оваа година имаше два огласи за ново подигнати насади. Тие беа во периодот август и септември. Бидејќи нашиот регион не е толку познат по воштарството и лозарството, но сепак имаше заинтересирани и луѓе кои што имаа подигнато нови насади, така што ние во агенцијата им излеговме во пресрет, им ги подготвивме сите документи заедно со апликацијата која одеше електронски. Значи, извршивме нивно пријавување по кое што тие можат да си ги повратат вложените средства од 50 па до 60 или 70%. Имаше некаде околу 4 пријавени кандидати на тие огласи за ново подигнати насади. Поддршка им беше возможна на земјоделци кои на сопствени површини можеа да изградат системи капка по капка со зафаќање на површински и подземни води, меѓутоа оваа мерка не беше искористена. Имавме еден оглас за воведување на систем капка по капка и копање на бунари и зафати на површински води. За жал тој оглас помина така како незаинтересирани беа многу земјоделци, ако ние вршевме информирање, но верувам дека во иднина ќе имаме повеќе заинтересирани и по овој оглас можеме да аплицираме да земјоделците да можат да си го решат проблемот со наводнување. Помалата заинтересираност на искористување на владините проекти во сферата на земјоделието во Качанскиот регион во однос на другите региони во државата се должи на повеќе карактеристични околности и специфики. Меѓутоа, агенцијата продолжува со постојано информирање на земјоделците за предностите и поволностите на овие мерки, за да го потекне интересот кај индивидуалните земјоделци.